Ученици од 7 основни училишта денеска се надпреваруваа на традиционалната манифестација Детски семафор за основните училишта на подрачјето на општините Куманово, Липково и Старо Нагоричане. Годинава надпреварувањето се реализираше во 2 фази, информира Бојан Петковски од Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. Реализиравме екипно надпреварување на сите училишта, со тоа што во екипното надпреварување сите поединци кои што беа најдобри од секое од училиштата кои што се пријавија за надпреварувањето, добија можност денеска да возат велосипед и со тоа да видиме кој од учениците ќе биде најдобар во поединечна конкуренција. Имаме обезбедено награди, медали и пехари за поединечните победници и за екипните победници. Инаку традиционално се одржува надпреварувањето Детски семафор, бидејќи минатата година согласно протоколите не успеавме да организираме, оваа година можеме и затоа го реализираме квиз надпреварувањето. Ова е уште една активност на СВР Куманово одсек за превенција која што се однесува на подигање на свеста за безбедно учество во сообраќајот на велосипедистите, првенствено на младите и малолетни лица, односно учениците како возачи на велосипеди во сообраќајот, истакна началничката на одсекот за превенција Виолета Богдановска. Во континуитет продолжуваме и со други едукативни активности, првенствено насочени, повторно би кажала, за младите, а тоа е едукација од прво до трето одделение за основните правила и прописи во движење на сообраќајот и делење на рекламен материјал со креативни форми, боенки, сообраќајна лектира, сообраќајна песнарка, кои што всушност сите промовираат едукативен дел за безбедно учество во сообраќајот. Значи тоа ќе се реализира во наредниот период од месец дена, а потоа продолжуваме со повозрасните ученици. Во пролетниот дел останува со учениците од средно образование. Ова се тековни активности кои што во континуитет секоја година се реализираат соодветно на возраста на учениците. Прво место на денешниот надпревар освои Јован Трајковиќ, 8 одделенец во основното училиште Магдалена Антова. Доаѓам од училиштето Магдалена Антова, учам во 8 одделение и ова ми е како хоби возење на точак, не се бавам по нешто професионално. Дали прв пат учествувате на Детски семафор или досега сте учествували? Да, прв пат учествувам на вакво нешто. Еве вашите впечатоци од првото учество на ваквиот надпревар, ви се допаѓали, убава ли е дружбата и наредните години повторно ли ќе се пријавите на овој надпревар? Да, преубаво беше и пак би се пријавила ако може. Да. Што би им порачале на другите млади, на вашите соученици? Убаво ли е да се бават со спорт, со возење на велосипед? Да, и нека проба секој што може. Јас сум Ѓорѓе Ангеловиќ, доаѓам од основно училиште Карпош, село Умендол. Јас сум 8 одделение. Денеска освои второ место, честитки за ова освоено место. Дали прв пат учествувате на Детски семафор? Да, оваа сотрка да. Какви се вашите впечатоци од денешното учество? Би сакале ли следните години да учествувате во вакво надпревар? Па да, би сакал да учествувам и наредните години. Јас сум Милена Арсовска, доаѓам од Кочорацин, моето име е Анторега Глигорова, а велосипед возам 4-5 години. Дали е тоа хоби или сте член на некој велосипедски клуб во Куманово? Тоа е хоби. И прв пат учествувате на Детски семафор или досега? Сум учествувала и на други надпревари. Што би им препорачала на твоите врсници, ученици, млади, дали убаво да бидат дел од еден ваков надпревар? Би им препорачала да учествува затоа што многу убаво да се биде дел од ваков надпревар. Предходно во екипното надпреварување првото место му припадна на основното училиште Браќа Миладиновци, второто на Толи Зордумис, а третото место го поделија екипите од 2 основни училишта Христијан Карпош и Кочорацин.